За ефектите од новогодишната потрошувачка кошничка, имплементацијата на законот за нефер трговска пракса, но и висината на минималната плата која според закон треба да имаме во март, теми на кои анализираме наредниве минути со Орце Симов, потпредседател на Сојузот на стопански комори. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Ајде ќе започнеме со новогодишната кошничка, таа ни е најактуелна периодов. Министерството за економија ја прогласи акцијата за успешна, бидејќи статистика пресмета 0,3% намалување на трошоците за живот. Граѓаните имаат различни ставови. Каков е вашиот во однос на успехот на истата? Па сметам дека оваа новогодишна кошничка беше успешна и незиниот модел го оценувам како најуспешен од досегашните видови на потрошувачки кошнички со кои што се прават обиди да се заштити стандардот на граѓаните. Ако земеме во предвид дека последниот квартал од 2024 година инфлацијата повторно почна да се зголемува и во еврозоната и во Соединетите Американски држави, па имаше благо покачување и кај нас, што значи дека нивото на цените малце побрзо расте од тоа што растело претходно, а статистика забележала дека сепак имало некакво намалување на трошоците за живот во Македонија, значи дека потрошувачката кошница дала одредени резултати, тоест го дала резултатите што треба да ги даде, имајќи во предвид исто така дека во таа потрошувачка кошница сега што беше дефинирана, се дефинирани одредени производи, а не сите производи кои што влијаат во трошоците на живот на одреден човек, на одредено семејство. Значи, останатите производи и услуги кои што ги користеле граѓаните пораснале повеќе, тие што не биле во кошницата, а производите кои што околу 1000 производи кои што беа во овој вид на кошница успеале на некој начин да го заштитат сепак стандардот на граѓаните и да направат да има 0,3% помали трошоци за живот. Инаку доколку не била таа кошница, трошоците за живот ќе се покачале за повисок процент. И сега во оваа кошничка на доброволна основа е направена на доброволна основа и од страна на компаниите, така што мислам дека тоа носи повеќе бенефити. За да биде уште поуспешна таа кошничка, треба да се објават и цените кои што биле претходно на производите и цените после намалувањето. На веб страницата што ја има mojakosnička.mk, во моментот има ова кошница и представува некој вид на модел на бизнис кај некои компании. Има компании кои што обезбедуваат групни попусти за своите корисници. Тие наоѓаат друга компанија која што продава одредени производи или услуги и на незините корисници и нудат со голем попуст производите и услугите на таа компанија, така што се случува една win-win ситуација, така што во овој случај владата на Македонија обезбедува групен попуст за 1.850.000 граѓани колку што има од компаниите кои што се пријавуваат да учествуваат во тој вид на кошница, така што сметам дека тоа е еден успешен модел. И сега да се надополни само со тоа кога на веб страницата моја кошница МК да се објават цените, колку биле пред стартот на кошницата, колку ќе бидат за да имаат реален увид за време на кошницата, за да граѓаните имаат увид и тие на некој начин сами да бидат инспектори, односно да ги контролираат дали компаниите ги почитуваат намалените цени. Токму така и крајот на новогодишната кошница носи ризик за повторно да се вивнат цените. Всушност една од забелишките беше дека помеѓу две кошници просторот е свој вид на комфорт зона за трговците да манипулираат со цените. Какви тука политики за заштита на стандардот ни се неопходни? Не верувам дека трговците можат да манипулираат со цените ако имаме во предвид повеќе факти. Ние прво во Македонија, според анализите што ние ги правевме во Сојуз на стопански комори, дистрибуцијата на собственост во малопродажните ланци во Македонија е една од најголемите во регионот, односно концентрацијата на собственост е најмала. Имаме мала концентрација на собственост, таа е дистрибуирана на повеќе различни субјекти. И тие различни субјекти со различна собственост тешко дека ќе можат да ги договараат цените и да ги покачат цените на вештачки начин. Доколку има такво нешто, имаме институција, тоа треба да го утврди Комисијата за заштита на конкуренција, дека имало договарање на цени и да постапи законски со казни за тие што договарале цени. Меѓутоа сметам дека во Македонија многу тешко може да се направи такво нешто затоа што имаме голема дистрибуција на собственост, односно имаме разноврсна собственост и различни канали на доставување на производи. Сега
суштински што треба да се направи? Ние треба да поминеме од економија на делење кон економија на создавање нова вредност. Ние во моментот во Македонија имаме бруто домашен производ околу 15 милиарди долари, што доаѓа некаде околу 7800 долари по глава на жител. А светот е многу поврзан по различни основи, многу поголема мобилност на патување. Ние сме увозно зависна земја, увезуваме различни производи, дури увезуваме и храна. Не сме како што бевме досега ни земјоделска земја, ги увезуваме и најосновните земјоделски производи. Ние произведуваме малку, значи треба неко кон распределба на малата вредност што ја создаваме. Не можеме да добиеме благосостојба во општеството и да го зголемиме стандардот и да го подобриме значително животот на граѓаните доколку не почнеме да произведуваме повеќе. Суштината е дека треба платите да растат и на тој начин да го подобруваме стандардот на граѓаните, а не со распределба, да им даваме на едни, да им земаме на други и така натаму. Ќе ги продискутираме и платите нешто подоцна. Во меѓувреме сакам да ве прашам, еден од поголемите синџери маркети своеволно замрзна цени на неколку производи. Дали оваа практика, доколку се пренесе и кај големите синџери, може да влијае на малопродажната цена на помалите маркети? И тука има политика, бидејќи никој не работи без маржи. Трошотите на компаниите во Македонија растат по повеќе основи. Од една страна, вработените бараат поголеми плати. За да бараат поголеми плати, компаниите треба да остваруваат поголеми приходи. Цените на електричната енергија се едни од највисоките во регионот. Имаме увозно, сме зависни, увезуваме производи и услуги од целиот свет, каде што работат луѓе, најчесто увезуваме од земји каде што стандардот е повисок, платите се повисоки и таму се покачуваат цените и инфлацијата што ги има во тој регион се пренесува и кај нас. Добро е доколку некоја, бидејќи конкуренцијата во снабдувањето на производи и услуги е прилично голема и доколку некој најде модел да ги оптимизира своето работење, да ги намали трошотите, да рационализира одредени расходи и може да замрзне одредени цени, тоа е добро. Значи, треба и другите кои што работат за да бидат конкурентни во тој сектор и тие да се обидуваат на некој начин да работат со помали расходи, да ги оптимизираат расходите, да ги зголемуваат приходите и да нудат производи со пониска цена доколку тоа можат да го прават. И сега кај малите продавници дали може, ние имаме доколку навистина е тоа така дека трговците многу заработуваат, а сметам дека не е случај, имајќи во предвид дека најголемите малопродажни ланци минатата година имаат приход над 1 милиарда евра, а добивката беше 36 милиони евра, што значи дека профитна маржа од 3,6%, што не е толку висок. Доколку навистина тоа е така како што имаме во некои медиуми дека трговците прават огромни заработки, тогаш самото тоа ќе создаде конкуренција. Инаку во малите продавници често може да се најдат и производи кои што се поевтини од големо продажните ланци. Токму така, да. Сакам да отвориме темата за законот за нефртрговска пракса, но за тоа вовед ќе ни даде следното линковско вклучување и ќе го проследиме внимателно. Колегата Мартин Николовски е подготвен со својот соговорник. Мартин, од она што го знаеме до сега, КЗК отвори околу 50 предмети за нефртрговски практики. Дали спроведувањето на законот во пракса конечно ни дава надеж дека ќе бидеме како купувачи заштитени? Да, токму така, Кристина, законот за нефртрговски практики е во сила од 28 септември минатата година, меѓутоа со почетокот на годинава започна да се имплементира. Утро во токму на оваа тема разговараме со заменик министерот за економија и труд, господинот Маријан Ристевски. Господин Ристевски, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Комисијата за заштита на конкуренцијата оформи 50 предмети за нефртрговски практики. Што значи овој процес? Пред се добро утро за нашите гледачи во утринска програма на македонската телевизија. Видете, комисијата оформи, значи во периодот од 28 септември, кога и официјално започна да се имплементира законот, беше даден еден период на мониторинг до нова година, додека се оформи комисијата за заштита на конкуренција или популарно кажано КЗК.
која се дооформи со 5 члена кои беа предвидени во закон за контрола на законот за нефер трговски практики. Во тој период на мониторинг има 50 дојави или пријави или оформени предмети за нефер трговски практики. До нова година веќе се оформени тие, сега следува да почни да делува на терен комисијата, очекуваме ќе има плодна работа во наредниот период. Покрај по пријави дојави со тие оформени предмети, можат и имат и дискреционо право кое му го возможува законот да појдат и да ги посетат фирмите, да ги проверат нивните договори и доколку утврдат нефер трговски практики во тие договори кои се добро нотирани во законот, а тие се 26 на број, тоаш имаат право и да опоменуваат, казнуваат, односно да изречуваат и казнени одредби кои се доста високи, да кажам, изнесуваат и 20 до 20.000 евра тие казни. Министре, како тече спроведувањето новој закон и во каков дослуг сте со организацијата на потрошувачи, но и со државниот пазарен инспекторат? Па видете, јас прво би направил еден мал историјат, што значи законот за нефер трговски практики, донесен е на 28 март со еден општ консензус на сите политички партии и чинители во македонскиот парламент. Овој закон е по европска директива и е транспониран од законските одредби од Европската унија во нашиот закон се транспонирани. Така да, како рол систем е земен словенскиот модел, како земја членка на Европска унија, меѓутоа тука се разгледувани законите на Хрватска и Бугарија. Тоа е прв закон кој што се спроведува таков тип во земја од Западен Балкан, односно во Македонија, и мислам дека по тој успешен пример и мониторинг од страна на спроведување на европскиот закон покрај на институциите нормални Европска Унија прави одреден мониторинг, ќе биде пример земен и за другите држави од Западен Балкан, и затоа сите заедно треба да вложиме едно големо внимание околу неговото спроведување и реализација. Тоа е еден голем предизвик за Министерството за економија и труд и владата на Република Македонија. Иначе законот е донесен со прв пат тој закон ги регулира односите во Македонија помеѓу добавувачите, а тоа се производителите и дистрибутерите со трговците на мало и големо. И преку тие регулирања кои што што значи тоа регулирање? Тоа регулирање значи дека работот кој треба да кој го барат трговците од добавувачите и другите трошоци како што се маркетинг, чување на стока, поставување на рафта и така натаму, не треба да надминува 10% во текот на годината. Може некогаш да надмини кога има акцијска продажба, меѓутоа кога ќе се собери тоа сума сумарум, значи 10% не сме тој процент да биде надминат. Зошто е направен овој закон? Самиот закон го кажува зошто е направен неговиот назив, односно име Закон за нефер трговски практики. Значи во претходниот период се нотирани и детектирани голем број на нефер трговски практики кои што навистина трговците на некој начин ги условувале самите производители и дистрибутери, односно добавувачи, и најчесто тој работ изнесувал со многу големи проценти бил изразен, 30%, 35%, 40%, па може би повеќе на некои производи, со што на некој начин дополнително ги оптоварувале добавувачите, односно пред се производителите, од една страна, меѓутоа од друга страна сето тоа понатаму се вкалкулирало во цената на производите, односно најоштетени на крајот се извинувам од денот излегуваат повторно купувачите, односно граѓаните во Република Македонија. Целта на овој закон е со едно негово она што треба КЗК да го постигне, да се почитува законот, со едно нормално склучување на тие договори, почитување на сите овие членови од законот, треба на еден подолг рок да се направи една комплетна стабилизација на цените, да нема голем и галопирачки раст на цените на производите, меѓутоа од друга страна на некој начин да ги заштитиме и нашите производители на храна и земјоделски производи, овошје и така натаму, кои што на некој начин поради влијанието со голем маркетинг пари кои биле давани претходно за маркетинг, посебно од овие странски брендови или принципали, како што ги викаат,
да бидат малку во подредена улога на рафтовите од продавниците, што визуелно за купувачите многу значи. Значи биле форсирани странски производи во однос на домашни производи и од тука сакам да кажам дека КЗК затоа ќе има полни раце работа, меѓутоа во одреден дел може да помогне и пазарната инспекција со сите оние ингеренции кои што ги имат, не мора по овој закон, по сите оние закони по кои што постапува и државниот пазарен инспекторат во овој период. Тие можат да делуваат КЗК, како што кажав, не само по пријава или по дојава или по допрен глас, како што се вика, можат да излезат и на терен самите, да ги побарат договорите, да и разгледуваат, меѓутоа и по пријава на не само на правни лица, туку и на физички лица може да биде нивната постапка. Споменавте дека овој закон ги заштитува всушност потрошувачите, односно граѓаните. Како граѓаните може да помогнат во имплементација? Се извинувам, само да не се разбериме погрешно. Овој закон ги заштитува добавувачите, производителите, меѓутоа индиректно ги заштитува на долг рок и купувачите, бидејќи ако не се заштитени производителите и добавувачите со нефер трговски практики, за да таа загуба која што се прави со тие големи рабати и проценти кои биле барани, тоа се вкалкулира во цената на производот, на крајниот производ. И на таков начин, на еден долг период, со едно должно внимание за реализација и спроведување на овој закон, ќе имаме една добра стабилизација на цените во Република Македонија на подолг рок. Се надеваме дека законот ќе го даде очекуваниот ефект, ќе видиме кои се негативните страни од овој закон нотирани. Ете има проблеми околу поврат на стока. Маркетите се бунат во делот на маркетингот, потрошувачите во делот на цените. Ние сето тоа треба да видиме и ако има можност или има потреба низ разговори со нормално со бизнис секторот, меѓутоа слушајќи граѓаните, ети синдикатите најчесто реагираат, да видиме дали има потреба или нема потреба да се менува законот со цел да направиме подобро негово имплементирање, а крајна цел е заштита на стандардот на граѓаните. И уште едно прашање за крај на нашиот разговор. Граѓаните на Хрватска најдоа начин како да се заштитат од нефер трговските практики, секој петок ќе ги бойкотираат маркетите. Кој е вашиот став по однос на ова решение? Видете, граѓанско право и демократија секој граѓанин да го искажува на некој начин својот револт, доколку тој е издржан. Меѓутоа, фактот дека во Хрватска реагираат граѓаните, исто имаше, да речам, од оние кошнички со цел да се заштити стандардот на граѓаните, кои ги спроведувавме овој период, ги нема само во Македонија. Се спроведуваат во Србија, во Хрватска, во Словенија, Франција слушнавме, Грција соседна. Америка во излагањето на господинот Трамп како председател на Америка, кои се три приоритетни цели на Америка, едната е заштита на животниот стандард, инфлацијата и цените на прехранбените производи, што значи представува светски и глобален проблем. Значи, предизвик на ова влада и Министерството за економија и труд во наредниот период е пред се стабилизирање на цените и држање на стабилно ниво на инфлација. Тоа успеавме минатата година. Имаме 3,5% инфлација, што значи сме биле успешни. Мерките кои што сте ни спровеле, иако се контрадикторни за некои економисти, за синдикатите, можеби и за граѓаните, ние сепак главната цел с неа постигнале да не дозволиме производите да бидат уште повисоки во периодот кога има празници 20-30% и така натаму. Хрватска, да, граѓаните најавија бойкот, меѓутоа мислам дека тоа е само краткорочно. Другиот ден пак ќе појдат во маркет и пак ќе ги пречекат истите цени. Значи, треба системско решение, меѓутоа иако не е исклучен еден таков начин. Министре, да се надеваме дека овој закон ќе ги покаже ефектите што поскоро. Ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро ова утро. Разговаравме со господин Маријан Ристевски, заменик министар за економија и труд, и го објаснавме како функционира законот за нефер трговски практики. Кристина? Благодариме, Мартин. Во однос на измените и прилагодувањата кои што ги спомена заменик министерот се неопходни во периодот кој што следува, трговците имаат неколку забелешки, особено во делот кај маржите, прилагодувањето наистина. Законот за нефер трговски практики не го спомнува терминот маржи во неговиот текст, туку таму е спомнат терминот рабат. Маржите се слободни
И бидејќи ние сме слободна економија, секој може да ги формира неговите маржи така како што мисли дека има потреба и доколку мисли дека ќе има купувачи, тој може да ги зголемува маржите, доколку нема купувачи може да ги намалува маржите. Изминатиот период имаше доста контрадикторности во различни медиуми со тоа дека овој закон за нефер трговски практики ќе ги намали маржите, на тој начин ќе предизвика намалување на малопродажните цени и така натаму. Тоа не е така. Јас имав и изјава кај вас на тема на денот на вести веднаш крајот на март 24 кога се донесе тој закон и тогаш спомнав дека не очекувам и уште сум на тој став дека овој закон ќе ги намали малопродажните цени. Законот за нефер трговски практики, суштина негова е да го поправилно да ја редистрибуира добивката што се остварува при продавање на крајниот купувач на 2500 прехранбени и земјоделски производи. Да добивката не оди само кај малопродажните ланци, него таа да биде многу пофер и поправилно распоредена, почнувајќи во тој ланец на снабдување на производи од производителот на земјоделски и прехранбени производи, потоа добавувачите, па и самите малопродажни ланци, подеднакво да ја поделат добивката. Инаку, доколку тој закон има некакво влијание на цените, тоа може да се каже дека ќе биде изголемување на некој начин на малопродажните цени, затоа што низ 26 практики кои што сега се забранети со тој закон, на тие 2500 производи се намалува добивката на малопродажните ланци. И тие доколку сакаат да ја остваруваат истата добивка, можат да посегнат кон другата страна, што значи некакво зголемување на малопродажните цени. За да ние, суштината е во тоа да ние обезбедиме поголема благосостојба на граѓаните и поубав стандард. Македонија да стане посакувана и пожелна земја за живење, мора да го зголемуваме економскиот раст, да создадеме поголема вредност, да работиме повеќе, да создаваме повеќе производ, да создаваме поголема вредност и тоа да обезбеди поголеми плати. Со делење и распоредување, реалокација на тој мал производ што го правиме, ние не можеме да достигнеме благосостојба. Мал е бруто домашниот производ, доколку на едни им даваме, на други треба да им земеме, со тоа не се справи благосостојба на општеството и на граѓаните. Пред малку Мартин го праша заменик министерот Ристевски за одлуката на Хавратите секој петок да ги бойкотираат маркетите, со тоа што ќе го искажат својот став во однос на зголемувањето на цените. Тој одговори дека оваа одлука е привремена и дека веќе другиот ден ќе се вратат повторно да пазарат, што е апсолутно точно. Но како ја толкувате пораката која што Хрватите им ја испраќаат веќе в петок на трговците и добавувачите? Па и јас сум на истиот став дека доколку денес не го купиме тоа што ни е потребно, ќе треба да го купиме истото утре, така што во тој дел нема да се постигне некој голем ефект. Граѓаните испраќаат пораки. Проблем е таа криза на трошоци на живот. Тоа како термин е дефинирано во целиот свет. Life living crisis. Криза на трошоци за живот. Кога тоа се случува, кога се намалува стандардот на граѓаните, така што цените на добрата кои што се потребни за живот се зголемуваат со поголема стапка отколку што расте платата. Тоа сега во светот е предизвикано од повеќе фактори. Од регионалните војни што ги имаме на одредени места, од споровите, територијалните спорови што ги имаме во одредени делови од светот, од трговските војни што се водат помеѓу големите економии, сето тоа води кон една нестабилност, економска нестабилност, ценовна нестабилност, која што може да доведе и до светска криза. Ние како земја, за да го заштитиме стандардот и да го зголемиме стандардот на нашите граѓани, ние мора да произведуваме повеќе, да ја зајакнеме нашата национална економија, да се повеќе да се подпреме на домашните економски капацитети, да не одлеваме финансиски средства надвор од државата, тука да градиме економски капацитети кои што ќе го работат тоа што е потребно за нашата земја, на тој начин ќе стегнуваат и човечки, и финансиски, и економски потенцијал за да можат да излезат и надвор, да донесат и финансиски средства од други земји. Достоинствените плати се еден од причините како не би ги говорела овие теми. За крај сакам да ја подискутираме минималната плата. Порамнувањето се очекува законски во март. Министерство за економија кажа добро дојдени се сите предлози од бизнис заедницата, но некој може да ги поднесе државниот буџет. На што конкретно се размислува?
Минималната плата има формула по која што се пресметува и таа формула е во корелација колку пораснала економијата, колку пораснала просечната нето плата изминатата година, за толков процент ќе порасне и просечната минимална плата. И тоа е тоа што е економски оправдано. Во март 25 година ќе се види какви биле параметрите заклучно споредено со претходната година со март 2024 година и за тој процент колку што ќе покаже таа формула, економски е оправдано да се зголеми минималната плата. На тој начин како расте економијата, како се зголемува бруто домашниот производ, како се зголемува продуктивноста, треба да растат и минималната плата и просечната нето плата. Се што е надвор од тоа ќе биде неприродно и на некаков начин ќе представува оптоварување за стопанството кое што да ги обезбеди тие плати кои што не се економски оправдани, ќе треба средствата да ги алоцира од нешто друго, а тоа е прво нешто што ќе биде тоа се инвестициите, што пак ќе значи во иднина слаби перформанси на тие компании. Треба да одиме кон оптимизирање на процесите во државата, оптимизирање на државните институции, создавање на услови да се произведува, да ги реалоцираме луѓето што живеат во Македонија кон реалниот сектор, кон зголемување на бруто домашниот производ, а да не ги реалоцираме на работа во државните институции кај што се трошат средства. Ние мора да ја намалиме мотивацијата на населението во Македонија да работи во државата и во државниот сектор, а да ги мотивираме да работат во реалниот сектор и тамо да бидат условите за работа и подобри, и платите да бидат повисоки и да создаваме поголема вредност. Еве го март, ќе ја видиме сумата, па ќе ја анализираме дали е доволно за да преживееме во текот на месецот. Благодарам за гостувањето и анализата во Македонија. Благодарам и на вас за поканата уште еднаш.